Програмерите и се налутија на владата. Зголемениот персонален данок ќе удри врз ИКТ секторот. Велат овие фирми не се како било која друга индустрија во која најголем дел од работниците имаат просечни плати, а само за директорите ќе треба да се плаќа повеќе. Туку целиот кадар е високо платен и брзо напредува во кариерата. Бесни се бидејќи реформите биле донесени без нивно знаење за време на викенд и покрај тоа што сакале да ги дадат и своите забелешки. Од Масид бараат ИКТ секторот да биде иземен од реформата, воспротивно очекуваат проширување на сивата економија, пад на примањата и бавно напредување, а во крајна линија и масовно иселување на младиот кадар. Сметаат дека нема да растат само трошоците за плати, туку и оние за обуки до едукација на кадри, кои постојано ќе заминуваат да работат во странство. И ќе имаат целокупна ќе имаат целокупен поголем збир на собрани средства по тема данок од плати од ИКТ индустрија, ако ги намалат, а не ако ги зголемат. Во прв момент странскиот клиент кој ќе го види нашиот кадар дека го бива, му ја нуди платата што тамо, тој исто така му ја дава на вработениот, што е во многу чести ситуации дупла од таа што ја имаме кај нас во моментот. Така да самите на некој начин се ставаме во една ситуација да иницираме дополнително иселување од државата. Од Масид се загрижени дека странците ќе се демотивираат да инвестираат во земјава поради поголемите давачки. Побрзиот развој на секторот и големиот број на странски IT компании кои во изминатиот период почнаа да работат во земјава, сега велат позитивните процеси ќе запрат. Земјите од регионот како Бугарија и Романија биле многу поконкурентни од Македонија, нуделе посебни услови, дури и пониски даноци, за да привлечат ИКТ компании кои носат иновации, знаење и нови технологии. Странските инвеститори се сигурно осеќаат нестабилност во приказката и сигурно сметаат дека во одреден момент, доколку ваквите измени продолжат да се случуваат, ќе мораат да заминат или да се преселат, што на нив им е многу лесно, бидејќи они капитални инвестиции во државата немаат направено. ИКТ секторот е најбрзо растечки во Македонија. За само една година се отвориле 600 нови компании, со што бројката во овој сектор од 1700 пораснала на 2300 фирми. Со новата даночна реформа на владата, која треба да профункционира за неполни 2 месеци, ќе бидат погодени 12.000 вработени во овој сектор. Според податоците на Масид, 30% од IT кадарот оди да работи во странство пред да го заврши формалното образование.